Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е аналитичарот Агим Јонус. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Агим, нешто што се случува во моментот, вела дека бојкотот е буквално кажано последното засолниште на неспособните. Сега, сакале или не, тоа се случува во редовите на ДУИ, кои што од онаа рубрика верувале или не најавија, или ќе одиме на парламентарни заедно со локални, или не издегуваме, затоа што се удри по правата на албанците. Албанецот, не ДУИ, албанецот ќе бојкотира. Како гледаш на оваа порака на ДУИ? Као на ништо ново. Не идеш на избори, пеки твој избор. Так. Ама ќе правиш ова, ќе правиш она, пеки, тоа е твој избор. Власта онаква каква што е, дали е идеална или не е, си ја тера и агендата апропо она што го вети и го инсталира на дело. Паралелно со тоа организира или работи на организирање на локалните избори, кои се пред нас есенаска. Паралелно со тоа работи на се она што во овој актуелен момент треба да и донесе на државата барем еден чекор понапред од онаква каква што ја затекна во смисла на власт, во смисла на функционалност и така натаму. Сведоци сме на тоа дека напорите се големи. Сведоци сме за активноста и активностите што ги презема оваа власт, која на сите можни полиња дава свој максимум и така натаму. Сега се вратиме, се фокусираме на она што ДУИ го прави како ДУИ, не како албански народ, не како албанско население, туку како политичка партија, еден сегмент од албанскиот народ. Она што се обидува да се инсталира, за сега сметам дека е неуспешно, и дека кога зборуваме за ДУИ, зборуваме за албанскиот народ. ДУИ не е албанскиот народ, ДУИ е политичка партија. Таа политичка партија во делот на она што го доживеа пораз. Некој ќе рече не, напротив, нивната риторика е таа, ние не доживеавме пораз, ние сме изиграни, принципот на победник со победник, etc. Оваква или онаква, сепак е само политичка партија која има легитимно право да со сите демократски модели и методи се бори, дали во вид на опозиција или позиција, еве во актуелниот момент во опозиција, да се врати на власт, например. Не, например, овој, кажи го, ако земе во предвид, а што е во впрочем, целта на опозицијата, да биде позиција. Так. Сега, со оглед на нештата што се случија, значи ќе се фокусираме на ДУИ како ДУИ. Ад моментум, во актуелниот момент ние имаме еден ДУИ, една политичка партија, за која и покрај сите најави дека ќе се разоткриваат криминалите во незините редови, имаме во тој ад моментум само една позиција, а тоа е дека Артан Груби е побегнат. Так. Легитимно може да кажеме побегнат, а што ако не е, ако тоа не е побегнување, и дека е осомничен, се уште недокажен, за еден голем криминал. Но, ајде да направиме една паралела на она што додека беше ДУИ на власт и сега. Додека беше ДУИ на власт, имбибирањето на албанскиот политички фактор во власта, во секојдневието, беше доведено до максимум. Дури имаше и шеговити досетки дека уствари ДУИ е газда на Македонија, дека Артан Груби е уствари газдата на однесувањето беше тоа, позициите беа тои, одлуките беа тие, вмешаноста во сите можни елементи на практикувањето на политиката во Македонија беше во раците на ДУИ. И така натаму и така натаму. Му суфлираше на отворена сцена на тогашниот председател на СДСМ и премиер. И сега дојдовме во позиција да ДУИ одеднаш од данас има една српска песна "Данас и цвет, сутра увела ружа". И од позицијата на "Данас и цвет, сутра увела ружа", ДУИ дојде во позиција да нема каде да бега, а се уште не дала отчет за една работа. А тоа е дали Артан Груби бил единствениот кој таму брцал по медот. И се уште не е навлезено во, дали е навлезено во истрагата го знаат само органите, меѓутоа се уште не сме дошле до онаа фаза во која што треба да се покаже и докаже дека огромен криминал имало во редовите на ДУИ.
Сега некој ќе рече што толку дрвја и камења. Не се дрва, не се камења. Зборуваме за факти. Многу е тешко денеска да бидеш објективен. Во време на клиентелизми, во време на припадности кон одредени политички партии, бранења тези, каузи и така натаму, да бидеш изнад ситуацијата и реално да поставиш ситуацијата на маса. Реалната поставеност на ситуацијата на маса е СДСМ и ДУИ ја доведува ситуацијата во државата до еден безизлез. Ние до изборите, доека не се смени таа власт, таа констелација, имавме амбиент на една, па бога ми, не е прејако, ако кажам, полураспадната веќе држава. Таа функционираше, да, али само на нивоа на естетика, не и на суштина. Системот беше на апарати, буквално. На апарати. Да. И сега од кога они се тргнаа, причините каде се? Ако ова актуелна власт викаше вие сте лопови, вие сте лопови, вие сте лопови, се уште не го докаже дека тоа се лопови, што значи дека се уште треба и органот да се открива за да се види, што би рекле србите, где су паре. И се, ДУИ за да го прекине цел тој процес на допропаѓање, јер ДУИ има сериозен проблем внатре партиски. Има прво привирањата во партијата во смисла на каде сме, што сме, каде мене ми е местото на луѓе навикнати да бидат фактори е доведено до максимум. Второ, во сам почеток на еден нов 4-годишен мандат на една нова влада, они не знаат што да направат затоа што се допрва на почеток, ајде да е негде при крај, пак се фатат за нешто ќе градат. Не може да се навика, никогаш не беа во опозиција. Да, Ова име да. сефте, така после 20 години. Да. И сега се као во еден кош во кој што зујат бумбари и во кој што треба да се знае кој, каде, што, зашто и како. За да го забошат од целото тоа, единствениот начин е да најдат модел, ако ништо друго, да ја држат адакта ситуацијата, за да не продолжи начинот на кој што имаме, за жал, катастрофална ситуација се уште во судскиот свет во Македонија, меѓутоа полицијата почнува сериозно да си работи својата работа. За 6 дена знаеш дека може и ќе го распуштат тој судски совет. Лјупчо Коцевски е исто на пат да биде разрешен, така што каде и да и таму ќе се средат работите. И сега полека, ама сигурно ќе почне да си доаѓаат нештата на свое место, со самото тоа ќе се почне да се работи сериозно и да се бараат отчетите кој што каде направил грев за да си го плати гревот во смисла. Без да ги заштити некој со фиоките, случаите таму да стојат и да. За да се знае кој каков грев направил, кој му е гревот, за да се знае колку треба да плати за својот грев. А тоа не е мала сума. Пази, ти не можеш да крадеш индивидуално толкави милиони. Да играш со милиони, да забошотуваш милиони, да влегуваш во криминални сделки во кои што цифрите се енормно големи, не можеш сам. Артан Груби сам и да сакал не можел да направи тоа. И тоа го знал и некој од СДСМ. Тоа се системски нешта. Да, поврзани киво. Тоа се системски работи во кои што принципот на поврзаност на одлуки, принципот на поврзаност на дејанија со кои што се овозможуваат тие криминали, вклучува многу души. А ние го имаме само Артан Груби. Извини, дечко. Пеки, Артан Груби седи на магарешка клупа. Кај сте вие другите? Да, Парпариме исто така со нив и тоа е функционер на ДУИ. И сега за да не се навлезе во тоа, ако ништо друго, да се спречи сето тоа, ДУИ ќе бара и понатаму 1.001 начин да се обиде да на некој начин целата оваа приказна која има прогресивен карактер од страна на владата ја спречи. Кој е најевтиниот и најлесниот момент? Ајде да се разбереме вака. Албанскиот народ во Македонија, албанското население во рамките на територијата на Македонија има своји официјални представници во власта. Она што ДУИ го прави како погрешно е што рипа кон македонците. Што имаш ти со македонците? Имаш своји представници во власта? Рипај по нив. Што имаш ти на Мицковски да му мафташ? Да му кажеш, ама вака ќе ти правиме, така ќе ти правиме. Не, ќе ги викнеш твоите сограѓани албанци кои се официјални представници во власта и со нив ќе расчистиш. Ало, сега сте вие на власт, сега вие го представувате албанскиот народ
И сега вие сте тие кои што треба да ги бранат интересите и да ги штите интересите на албанскиот народ во Македонија. А дуи тоа го прави на сите можни звона, на сите можни труби дува и на сите можни камбани удира. Зошто и како? Па тоа е единствениот начин кога ти храниш еден народ 30 години со национал романтизам, со албаноцентризам, со реторика која цело време е во заштита на албанското поради албанското, а не албанското поради населението, социјалата и така натаму, ти се повикуваш на стариот рецепт, а тоа е албанецот е обесправен. Чекај, дечко, во ред, сето тоа стои до некаде, ако некаде има некакви пропусти. Меѓутоа, ти не можеш вечно да играш на таа карта. И сега, тоа е единствената и последна карта на која што ќе игра Дуи, а која што сметам дека баш и нема да пројде. Причината е повторно многу едноставна. Ако е поделена македонската политичка сцена на по тој принцип на више станав доследен со зборот етноцентризам, на тие своји радиуси на практикување на политика, ти од својот радиус, како албански радиус на политички еден естаблишмент во Македонија, имаш легитимни луѓе кои што треба да даваат отчет. Во актуелниот момент, скокањето на албанската страна кон македонската страна по било какви принципи на неправди е бесмислен. Бесмислен е од проста причина. Имаш официјални представници. Ама тие не се наши представници. Ние сме легитимните. Папала маца, тоа се покажа на избори. Тоа се покажа со комбинаториката после избори, се изгласа влада, се етаблира една влада и ти повторно си еден дел од политичкиот свет кој што има своји представници. Нема што ти да рипаш по Мицковски, немаш ти што да им мафташ на македонците, ние албанците. Вие сум албанец. Мислам да не биде ова дека е као нарачено речено. Не, албанците имаат уште еден проблем. А тоа е многу партии. Тоа што албанците го направија како грешка веќе подолг период во Македонија е расцепкувањето на многу партии. По својата бројност албанскиот народ во Македонија не се потребни повеќе од две партии. Една позициона, една опозициона, па и макар биле една, како такво какво тело, едниот да игра цело време добриот полицаец, другиот лошиот полицаец, ама не повеќе од две. Ти имаш 550 партии, така и да зборат се, извинувам, ти имаш многу партии кои уствари дозволуваат таква комбинаторика да апропо ми се смеат кога го користам многу. Апропо тој филм ти дозволуваш да правиш комбинаторики кои се адаптираат на политичката подреба во дадениот момент. И ние во Македонија во овој момент имаме нешто што уопште не е ново. Нели Дуи ке правеше вечерта која го објавија за овој дека Артан Груби е ставен на црната листа. Нели најавата за таа вечер беа ѓурулти. Так. Нели се најавуваше ние ке правиме дестабилизација. Так. Нели се најавуваше ние ке од првиот ден на изборите го прават. Мате молам, нели се најавуваше ние ке дигаме на клоци, нели се најавуваше ние повторно ке видите вие кои сме ние. Све тоа папала маца. Брада. Зашто? Брада, зашто? Прво, свесен си дека е бесмислено тоа, дека ова е политика, дека играта е таа, дека правилата се тие. Второ, ти си малу броен за да направиш сериозна дестабилизација. Сега, ако некој смета и сега цело време волкот, ќе видите вие, мамата, не знам што, лево, десно, абе умре тоа. Ти викаш, бойкотирам избори. Твое право, пријатели. Так. Али, ти покрај тоа што викаш бойкотирам избори, спомнуваш уште една работа, ние ќе спречиме да има избори. Чекај. Не е исто да бойкотираш избори. Не е исто да кривично дело меѓу другото. Значи ти веќе имаш луѓе од Дуи кои лежат во затвор поради тоа што правеле неправилности, поради тоа што делувале на изборите, поради тоа што спречувале избори. Не ќем да споменувам луѓе по име кои лично ги познавам. Значи дека чекај, зато идеш у Апсана. Так. Сега, не мавтај со нешто што палиш народ.
А народот на што се пали? За жал во Македонија, ано домини, 2025 и после 30 и нешто години постојање на оваа држава, народ се пали на тоа. Ја, македонец, ке видите ви албанците, овие од друга страна. Вие македонците, ке видите ние албанците, лево, десно. Така, табори, да. И каде одиме така? Значи, плашењето со бойкотирање на избори е бесмислено. И никој нити има потреба, нити има смисла да се плаши доколку некој одлучи да не учествува. Плашењето е во. Ние ќе спречиме да има избори. Ќе спречиш, ајде сега да видиме, Тошковски, дојди вамо, ти, дојди вамо, исполнете се својата задача и овозможете, ви се молам, нормални, регуларни избори. И тука, кон цура, кон опанци. Па кој оној што ќе спречи да биде ставено гласачкото кутивче на местото, Тошковски, дојде вамо, дај пушти 20, днес го, дајте друга кутија, гласај. Молим лепо. Се е бесмислено и се е дневен политички маркетинг за потреби на зачувување на собственото гласачко тело. Ти ако своето гласачко тело цело време го храниш со македонштина или албанштина, тоа што го чекаш како одговор е уствари тој фидбек. Ја пак да те палам цело време, зашто сум те хранил со тоа, ние албанците, и се чекам да ми вратиш фидбек. Исто и со македонците. И тоа е песната која што моментално пее Дуи, утре за утре некој друг ќе пее. Дали најдобар демант, буквално кажано, на она карта на која што се игра, која ќе паднат во кризата, општо познато за Дуи, веднаш се повикуваат на поврзаност на македонскиот дел од власта во овој случај со Белград, претходно тоа со други го поврзува, но Белград име најчесто Белград влијае, сега го кажа истото, меѓу другото ќе го враќале Бадентер, без Бадентер исто не оделе на избори, но повторно целата приказка, како што кажавме на почетокот, нели албанецот е неправдан е муабетот, што нема врска. Не може вечно ти да се вадиш на приказната, албанецот е обесправен. И меѓу етничките односи биле катастрофа. Агим пред 15 на дена таа анкета помина многу така бегло, иако беше многу добра содржински, ја направи Омнибус, излезе пред 2 недели, спроведена од 1 до 4 февруари годинава на 1150 испитаници и едно од прашањето беше многу интересно, како би ги оцениле меѓуетничките односи во Македонија. Резултатите беа многу контра Дуи, скоро 30 на 129 заприка нешто велат добри, 37 просечни, лоши се 16 на 100, а исти како и претходно, исто негде околу 10 на 100. Во превод, околу 70 на 100 од луѓето викаат исти се или се подобри, а 16 на 100 тоа се предпоставам СДС и Дуи, викаат лоши се. Не им оди во прилог. Еве една анкета која што кажува дечки, грешка сте, не се лоши меѓуетничките односи. Еве од анкета, ако пак не веруваат нели на козата, еве го рогот, што би рекле така. Види, ајде да ги симплифицираме, работите тотално да ги симплифицираме. Преска реков, кога некого храниш 30 години со нешто, фидбекот е тој. Значи, ако јас во оваа ваша телевизија дојдам, надвор ме чекат 2-3 пријатели да заврши емисија. И вие тука не се согласувате со мене, ја не се согласувам со вас. Јас имам слабост, јас не умеам со вас да се справам. Ки искочам надвор и ќе им кажам, видиш ли што ми направија македонците? Видиш, утре вам ќе ви го направат. Значи, пази, ова е све против нас. А вие сте Хушкањето, да. Молим, а вие сте ми дале тука право на слобода на израз, слобода на говор. Сте ме угостиле со тоа што јас можам да го правам и да го кажам своето легитимно мислење. Сите са и ги направени, ама не се согласуваме. Шта радим ја? Искачам надвор, дечки, рипајте, кршите прозорите овдека, овие се против нас. Сега, не може вечно таа политика да правиш. Ти таа политика можеш да правиш само до одреден момент. Се раѓаат писмени генерации. Се раѓаат генерации кои се над ситуацијата. Не можеш ти вечно да се вадиш на тоа дека си обесправен, а паралелно со тоа да си писмен, излезен си на политичката сцена, се бориш, ги знаеш сите своји права уврски, ги знаеш сите механизми на борба, ги знаеш сите механизми со кои што твоите права, поради кои сметаш дека си обесправен, дека како да ги доведеш во ред и така натаму. Значи слабост е кај тебе во моментов. Не е кај никого. И дефинитивно, крајно време е таа поделеност на македонската политичка сцена. Пази, имаме албанска страна,
која е вака измешана едни меѓу себе, очи си копаат унатре. Имаш македонска страна, во која исто очи си копаат не се други. А едните против другите. И каков ред бараш ти во таква држава и во таква констелација и поставеност на политичката сцена во Македонија? Никаква. Удри му у тамбура е работата. Додека идат работите идат, кога ќе почнеме веќе да не идат работите, а тој ќе одлучуваат горе. Так. Ние не одлучуваме за тоа. Тогаш некому ќе даде зелено светло биде порадикален, зашто без дозвола од нив никој не смее да биде порадикален од ова што е радикален. Мислам дека читаш меѓу редови што се. Дефинитивно. Према тоа, се е гола игра. И мислам дека ние во овој актуелен момент треба сите да се фокусираме на она што го прави владата. И секако од владата не да се поддржува само, да се бара и отче, да се бара и одговорност, да се бара ало, ти ми го обече тоа, камо да видиме каде е. Албанскиот дел кој учествува во власта, албанскиот дел кој сноси истовремено и права, и обврски, но и консеквенции и одговорности за функционирањето на ова, треба максимално да си го даде свој максимум тоа да функционира. Так. Према тоа, се е лар пур лар. Политика ради политика. Так. Хушкањето како тема ми текна интересно, претпоставувам и ти ги почитуваш, ја ги обожавав, топ листа над реалиста, да. Кога игра билјард босанец и србин, и брате се гушкаат и играат, и доаѓа хушкачот и му вели на босанецот, ја видиш да ова е стално гаѓа зелену кугу, гледаш ли дека цел постојано гаѓа зелената топка, му влегува тоа во филмот, овој случај не погодува и тука билјава што билјава она тепањето, приказката во овој случај дуи кој што велат, ете гледате, лоши се односите. Повторно ќе се вратам на анкетата. Едно од прашањето е дали сметате дека меѓуетничките односи се подобруваат, остануваат исти или се влошуваат. 39,2% од испитаниците, македонци, албанци, турци, роми, срби, сето тоа велат дека се подобруваат, остануваат исти 34,8 и повторно онаа фамозна бројка од 16,5 велат се влошуваат. Во превод 80% скоро велат се подобруваат или се исти и 16% викаат се влошуваат, се влошуваат. Мора да се подобруваат. Пази, да. Умира периодот на омраза без причина. Доаѓаат конструктивни времиња во кои што мора да се консолидираме. Во меѓувреме ние забораваме дека за овие 30 и нешто генерации се 30 и нешто години на постоење на Македонија се изродени 30 и нешто генерации кои поинаку размислуваат, чиј радиус, чија мисла не е локална, чија мисла и чиј радиус на однесување, делување, желби, планови и така натаму е многу поширок од ова наше тло на кое што ние од комерцијални причини, принципот на дивидијет импера го материализиравме. Направивме од најголемите патриоти, највише фанфалала милионери, од најголемите борци за нечии права и така натаму и така натаму. Направивме луѓе кои што имаат аута поскапи него оној за кого што се грижи нема леп за јаде. И кој ќе видиш, знаеш, ова е една божествена комедија во која што е многу тешко да се искристализираат виновниците, да се искристализираат многу нешта кои што треба да се казнат, а на крај краишта да нема никој да ги казни. И тоа е онаа слобода кога уживаш во сопствениот примитивизам на политичкото однесување, во која викаш, слушај, абе онака све нема везе, идемо дале, така држава не се прави. Држава се прави со многу жртви, држава се прави со многу одговорности, држава се прави со многу откажувања и држава се прави со многу посериозен пристап кон неа. Многу работа. Многу работа. И ние сега имаме се уште. Мене ми е многу жал и многу ми е незгодно што употребувам едната иста фраза цело време, станав одвратно досаден, ама нема алтернатива. Етноцентристичкиот модел на практикување на политика во Република Македонија уште долго време скапо ќе плаќа данок. Плаќаме данок на нефункционирање исклучиво поради тоа што сегментирано размислуваме. Ја нема таа една мисла врз која си треба да рипаме, а тоа е државата. Државата никој не ја сака.
послушање. За жал, да. Она што го кажа за младите генерации исто така беше содржано во анкетата, вели дека скоро 50% од испитаниците сметаат дека младите генерации се многу поотворени и толерантни во однос на другите етникуми во однос на старите. Така што е уште една потврда на твојот муабет, но и дека тоа е позитивно за владата што не има одговара на дуи повторно, дека на прашањето дали сметате дека развојот на меѓуетничките односи е меѓу приоритетите на владата, замисли 50,1% од луѓето рекле да, делумно 29,3, а не сега не се ни 16, туку се 10,4%. Во превод, луѓето не пијат нафта, а знаеш што најдобро покажува дека не пијат нафта и дека ја навредуваат интелигенцијата на сопствениот народ и на македонците и на албанците. Дуј има едно друго прашање кој што е според мене најдоброто во анкетата, вели дали сметате дека партиите во Македонија предизвикуваат меѓуетнички тензии за да ја подкопаат борбата против криминалот и корупцијата на институциите, она што го зборуваше ти на почетокот. Знаеш какви се бројките? 59,7% од македонските граѓани, македонци, албанци, роми, срби, турци, велат да. Не велат 24%. Така што, да. Пак ќе се вратам на оној филм од Тесна кожа, вика, а где су паре? Никој не дава одговор где су паре. Во Македонија се потрошени толку пари, испокрадени толку пари, забошотени толку нешта, искриминализирани толку структури, што ние добро што воопшто се уште сме држава после 30 и нешто години. На толку крадење има уште да се краде. И ти кажеш младите или старите, пази, најдобриот показател е тоа што секој втор млад, да не кажам сите, едва чекаат да фатат джаде од тука, да бегаат негде. Проблемот е во додатен проблем е што секаде е криза, пази, ја знам многу млади кои одат надвор, меѓутоа се соочуваат со тоа дека и таму е некаква криза, меѓутоа таму нема глупости од типот како се викаш ти, дали си викаш ти Агим, дали си викаш Петко. Системите функционираат овака или онака, било каде надвор. Кај нас системот скапо ја плаќа таа цена на сегрегација. Затоа што моделот, ќе се вратам повторно на таа проклета дивиде et impera, моделот на таа поделеност уствари единствената комерцијала врз која што постојат партиите, па да не постојат тие меѓуетнички односи, тензии, да не постојат тие прашања на кои што губиме енормно голема енергија, па барем 80% од политичарите не би требало да постојат. Се одат дома, одма не се потребни, пошто они се по професија луѓе чија платформа на однесување работа и битисување на политичката сцена се токму тие меѓуетнички разлики. Која не би постоеле, какви? 80% на клоци и дома. Но сепак, дали она што се случува во Дуј е резултати на начинот на кој што работи вреди, кој што работат многу интересно, тивко да од време на време ќе кажат нешто, но има информации кои што велат дека ова што се случува во Дуј, најавите за бойкот и повторно, не може сега да кажат радикализација, пошто и самиот кажа, добија неколку шваканици од некаде, па заборавија сега на радикализација, туку сега ќе бойкотираат, па верувам дека... Да, меѓутоа, се уште ја немаат правата карта. Се уште го немаат вистинскиот модел и се уште го немаат вистинското решение. Барем мене така ми звучи. Единствената карта на која што играат е повторно таа, која за жал е трагична. А тоа е само затоа што сме албанци, затоа е ваква ситуацијата. Извини, пријатели, имавме војна 2001. Имавме прогрес во политиката на албанците во Македонија после тоа. Се случи рамковниот договор. Се случи се она што беше присакувано, посакувано, барано и така натаму за влез на структурите на албанците во Македонија. На политичката сцена се случи и тоа. Ја донесовме, пази, ретко кој албанец е доволно искрен. Ретко кој албанец е доволно искрен. Има прекрасни луѓе и во Дуи. Има прекрасни луѓе на секаде. Меѓутоа ретко кој е реален, затоа што и реалноста е малку опасна. Нема да ти опне некоја надвор кој ќе искочиш, кој ќе кажеш слободно што мислиш. И таа опасност има. Пази, ја доведовме ситуацијата од Чар планина до малите голчиња во канцеларијата на Артан Груби. Која е паралелата? Еве, кажи ми ја. Од СМБ, сиво-маслинаста боја, униформа, до лакирани кондури, на лакиран паркет и фудбал на мали голчиња.
И ташнички од 500.000 евра. Сега ти не можеш тука да кажеш дека промени нема. Промени има. Кој е КБЕТ? КБЕТ не е само еден, КБЕТ се сите, пази. Ова дуи без помош на СДСМ не можеше да го направи. Така. Кој е фатен уште? Никој. Немој со текот на времето да се дојде до еден друг заклучок. Ако не се побрза вршавањето на барањето на виновниците, а тоа е да испадне онаа старата врана, врани очи не вади. ВМРО мора час поскоро... Не верувам, да бидејќи премногу голема одговорноста и премногу кажа за да се повлечат. Мислам дека оно што го кажавме со средувањето на тој правно суден систем кој што е тотално апсолутно ставен во заштита. И знаевме уште пред да паднат од власт тоа што се случуваше дека прават бекап варијанта од стапница за кога ќе бидат во опозиција, а знаеа дека ќе бидат, некој да ги штити, односно да еве како што и Артан Груби избега и сите останат. И системот се уште блокиран, знаеш зашто? Дојде нова власт. Таа власт смени по вертикала, командни структури. Хоризонталата се уште ја владее СДСМ и ДУИ. И јас, како твој командир у полиција, ќе ти кажам, тоа и тоа треба вече да се направи. Ја уште не сум завршил реченица да ти се јавил по телефона Подошли те кажа, да. Чистите терен, идеме ние. И ти идеш таму, не ги фативме. Слушај, све тоа, причам ти причу до говеда ричу. Значи, ние сме се уште чурук. До кога ќе бидеме чурук? Ово да не биде, јас се критикувам, не давам решенија. Се додека не ги притиснеме папучите на газ до максимум. И што побрзо да ги правиме нешта. Да, факт е дека заменување на структури бара процес, процедури бара време, бара законски регулативи, бара ова, бара она. Меѓутоа, ако сакаме видливи промени, мора побрзо да работиме на тоа. Треба по-хардкор да удрат на сите нивоа, без цилем или без галење. Да, и тука не велам македонци кон албанци, албанци кон македонци. Генерално структурата која што го организира и го носи корпусот на државата. Корпусот на државата, извршната власт. Час поскоро, ургентно, со брзи закони, со се мора да се менува. Иначе, све ќе биде како што и беше после многу процеси, да не кажам кои, некој ќе се најде навреден, све ќе биде вук поел магарца. Ако ние во наредните година до 2 не покажеме сериозно дека се бориме со тоа, после 2 години, пак ќе кажам, несериозно звучи, пак ќе биде вук поел магарца. Како гледаш на оно што се случува во СДСМ, бидејќи интересно Дуи го прави оно што знае да го прави, хушка и удира на полето на антимакедонизам, албанизам или како и да е. СДСМ според мене навлегува за нив едно непознато поле, некоја магла, мислам дека тоа е за нив, бидејќи СДСМ е изгубена партија пред. Токму така. Зошто мислам дека е изгубена, знаеш јас? Растурена е. Па на економија, на економска точка сега тие немаат поим од економија. На било која точка од еден сега на економијата се шлепаат, на платите се ујдиса и со левица и со ССМ. Тами ги тоа се шлепуваат. Се возат на тоа. Се шлепуваат во улога на критизери. Така. Едно е ти да критикуваш, едно е ти да рипаш и да кажуваш, да искажуваш некакви како слонови во пижами, за така? народ и така Да. меѓутоа не и да даваш решенија, некој ќе рече, имат решенија, имат крстајци криви, па што направија минатите 80 години. Така. Кај беа тие решенија? Значи СДСМ е изгубена партија. Не велам згасната, внатре има се уште многу квалитетни структури, во вид на поединци има, но е толку внатре растурена што ќе треба многу време. Ако некому во моментот му се контрапродуктивни предвремени избори, тоа на СДСМ му се. Зашто ќе изгуби уште повише него што изгуби на минатите. Така да, мислам дека ќе треба многу време за СДСМ да се врати во некаква, не ќе да кажам дека е за навек отидена, да се врати во некаква приказна дека е сепак гигантска партија која што може да понесе, може да направи. А и самата социјалдемократија е падната низ Европа, низ светот. Сегде водат десничари. Сегде на власт умода се десничари сега. Ова помалите партии, сателити, космонаути, секогаш ќе си го играат она што генерално си го играат, а тоа е критика, тоа е рипање, барање, чепкање, афери, вадење и така натаму. Безгрешни нема. Значи да не испадне јас дека му се удварам на ВМРО. ВМРО е на фантастичен пат. Ама е напад. Допрва треба да покаже што треба да покаже.
Ако се водиме по тоа што го ветува, што практикува на терен, кон каде оди, мислам дека сите треба да му даеме поддршка. Приказната е позитивна. До сега. Понатаму, со Бога. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Агим Јонус, се враќаме по блокот реклами. Останете со нас. Одиме. Се враќаме во за или против. Мој гост е Агим Јонус. Зборувавме за случувањата во СДСМ во ДУИ. Велат дека и двете партии имаат проблеми што делови од членството и така баги, големки, чекаат пред вратите, едните пред вратите на Вреди, другите пред Знам. Биле така, има некои муабети низ Македонија и малку биле уплашени и на Бихачка и на Повторно Мала. ништо ново. Се ова еден неоклиентелизам, да го наречеме. Така, бидејќи знаеме како функционираат македонските Апсолутно. клиенти, кои што менуваат бојници, како ги вика Сончо Огромна Леви. маса од нив се уствари чисти клиентелисти. А зошто се клиентелисти? За една поразителна вистина која вели дека луѓето немаат за леп и немаат ни избор со самото тоа. Ако си ти власт, ја тебе ти се удварам затоа што од тебе треба да земам нешто. Што да земам од Копук? Идеологија нема, Молим, се ефектва. многу едноставна е важно, работата. да. И затоа кога ќе го Во кажем тие тоа партии, некој да. неоклиентелизам, тоа е од причина што народот бара заштита во појакиот, заштита во оној што ја владее ситуацијата, заштита во газдата. Имаме таков народ, пази, без разлика македонец, албанец, ние сме клиентелисти максимални. Ајде веќе албанците, Вреди или Дуи. Па Дуи беше не гигант, Да. дека беше на власт, Дуи беше закон. Аве Јулиус Цезар, тоа што ќе каже, а они попшо ќе отпее, тоа беше у Македонија. Оп, сега више нема сила. А тек до 2028 што И- правиме, така? Да. Ќе се сменат уште многу работи, многумина ќе останат со уште попразници чекмеџиња и ќе го фатат молим патот на лепо. Вреди, исто и во СДСМ. И тој Сите интереси, да. неоклиентелизам ќе владее уште долго во Македонија. Во Македонија целобитната, значи, тој целиот политички театар мора да доживее ремонт. На Македонија и се потребни нови политички души, во смисла. Доста имаме, као у бивша Југославија, вечита четворка, Партизан, Звезда, Хајдук и Динамо. Не, дел од овие партии полека, ама сигурно мора да одат во историја или барем да одат под сенка. Крајно време е да се појават нови партии, нови движења, нови ослободени од хипотеки кои што до сега нас не кочеа да одиме напред и да практикуваме сериозна, продуктивна политика. Една трета опција од кога ја зборам, више уста ме заболе, мора да се изроди такво нешто. Кога ќе се изродат такви делови, ние ќе имаме една нова политичка зрелост. Ние немаме политичка зрелост, пријатели. Ние имаме стари играчи кои што играат цело време играат истрошени, со испокршени ноги. Имаме инвалиди кои играат фудбал на политичката сцена. Мора да се изнајде една нова генерација која е на пат, меѓутоа не можеш ти да ги мене. Зашто? Затоа што толку си уживаат тие поставите у таа фотелја, у таа позиција на владење на државата, да никој не отстапува место туку така. Ти имаш маса, плејада млади луѓе отидени надвор, кои се советници на гиганти меѓународни. Ти имаш наши умови, кои се искочени, кои што некој друг ги користи за своји цели, за нас да не... Пази, тоа е затворен круг. Поразителната информација за германската болница е една од најпознатите, каде што 20 лекари, специјалисти се од Македонија. Ама и ја би Што отишол. правиме? Така И ја може, би да. отишол. Каде додам? На клиника кај нас, горе у државна болница, каде што се уште буба шваби шетаат по ходници? Или да толку се мачиш, да станеш да станеш толку способен, здрав, јак лекар, да сакаш напред, додиш, да работиш за колку за еден ручек што ќе части германски доктор негде? Катастрофа. Меѓутоа не му даваш услов. Пази, ти
ја кочеш и ти и ги кршиш ногите на собствената младина. Ние немаме програма со која што ќе ја мотивираме младината да остане овдека. Не се работи тука за ВМРО. Генерално, 30 и нешто години никој не направи или барем не изводи, не инсталира програми по кои што младите шансата, желбата и можноста ќе ја барат баш тука, here and now. Ние доведовме ситуација во која што, пази, имаше многу ироднични ситуации. Еден момент невработеноста беше толку голема, што на исти конкурс конкурира и татко и син. Катастрофа, трагедија. Пази, се отвора за машин бравар негде конкурс и синот и таткото и двојца конкурират на исто работно место. Тоа е трагедија. 15 хонорара ми должија на една работа и кога си заминував ми рекоа зошто си одиш, супер си. Должија 15 плати. Тоа не е пред 100 години, тоа е пред 22 години. Еве ти мене кажи ми, за 30 и нешто години, кој воопшто направи толку сериозно мотивирачка програма за младите за да не искачат надвор? Еве, ти, јас сум глуп, не знам, ти кажи ми, никој. Не се сеќавам, да. Декларативно. Тоа беше само политички памфлети, беа фрази, празни говори, нашите млади да ги спречиме, бела чума, државата да си ја градиме, младината е нашето богатство. Што направи ти за таа младина? Трапаташки, ништо не направи. И уште повеќе ја мотивираш да ти бега. Затоа што тоа што ќе повторам, не фокусирам на било која политичка партија. Па да не испадне од друга страна дека се удварам ни на ВМРО, ама ВМРО барем се труди и најавува. Затоа викам, ајде да поддржиме да видиме што ќе. Никој ништо не направи за младите, ама ништо. Во кој сака сегмент? Во сегментот на науката. На задње дередже сме, задња рупа на свирало сме во меѓународни рамки по некаква рангираност, затоа што сите слабости се покажа колку такви. Во културата и уметноста, дајте молам, Министерството за култура дели кому сака, шо сака, како сака. Правите вистинските таленти бегаат надвор. Во спортот, какви? Најдобрите спортисти кај нас овдека за колку пари играат или за било што прават. Ајде не навлегуваме од тие работи. Добро, на се обидуваат да се сменат работите на секое поле, барем се обидуваат што е за промена, нели? Именно затоа викам, ајде да почекаме, сме чекале толку многу, ајде да почекаме уште малку и да го поддржиме ВМРО во тоа, затоа што не може сам. Пазите, сите немаме свест, општо заедничка свест, jer ако сите ние заеднички сакаме некакви промени, мора по-кохерентни да бидеме во тоа. Усилбите на народот како демос, на сите нас заедно, мора некој да ги канализира, нема канализирање. Канализирањето иде опак, искача водата и се враќа во собствениот избор, а тој е етноцентристички избор. И Македонија како таква, каде оди? Еве ти кажи ми да не кажам ја каде оди. Како што кажавме, по 8 месеци во опозиција, СДСМ најнаш стана економски Ајнштајни. Може да замислиш што ќе биде по 80 месеци, какви идеи се ќе им паѓа. Апсолутно. Така. Имаме луѓе кои што некаде пази, доаѓа се во ситуација да темелат јаки цивилизации на нивни мозгови. Ние од тука не сме во состојба патлиџан да произведеме. Не би катастрофа и ситуацијата, него ајде да не ги мешаме бабите. Така, но е да те искрадам, да ти ја направам државата, ломи да буџет годишен го истрошам за половина година, тоа е факт. И после тоа да ми кажуваш што да правам во економијата и како да правам, малку е дегутантно, слично на она што се случи на дипломатски план, односно на меѓународен план. Предпоставувам дека идејата им беше сосема поинаква, но ако се сеќаваш, токму кога се случува американските избори и СДСМ се менуваше поради тој пораз кој што го доживеа, нели, на парламентарните избори, катастрофален, нели, во Македонија. И што направија? Го ставија Филипче, ајде во ред Филипче го ставија затоа што немаше кој друг да се нафати, има многу муабети зошто тој е таму, а не некој друг, но меѓу другото за подпредседател на партијата ја ставија Фани Сорос, која што е представник на најдемократската институција, најнеолибералната во Македонија, која што сврте милиони, исто со Сорос поврзаноста, односно со USAID и се. Голем данок ќе се плати на тоа. Така, но што се случи? Америка го избра
Доналд Трамп. Луѓето на Доналд Трамп доаѓаа кај нас и се сретнуваа со месец дена беше тогаш вадата на Мицкоски, нели се? Да. А овие што прави, овие бираат луѓе од Сорос, мислејќи дека ќе победи Камала Харис за да влезат онаму каде што не треба да влезат и да го направат. Повторно една класично СДСМовска утка и проценка, како оној Спасов рейтинг агенцијата што ги прави анкетите катастрофални, можеби и тој ми ја направил повторно програмата. Бидете со демократите, гласајте, навивајте за Камала и ставете Фани Сорос за подпредседател. Уште една утка сакам да кажам, како гледаш нова во низа, мислам, па чудно ми било и да не е така, нели? Тој е како покерот. Да. Не знам дали си играл покер некогаш, кога се делат картите, и ти ги дели картите и овој вика на невидено и право фрла му шестотка. Тоа го направи СДСМ. All in како Заев што правеше така. Имено. Да. И сега, самата политика е една ајде не наречам покер партија, меѓутоа шах секако. И сега, све зависи од потезите кои ги влечеш. СДСМ од многу аспекта пропаѓа во слободен лете. До каде ќе пропаѓа? Тоа ќе видиме, единствените индикатори се изборите. Меѓутоа, не знам, не прогнозирам многу убави работи. Во албанскиот дел, албанците час поскоро мора да се обединат сите, да расчистат самите со себе си кој е главен, кој одлучува и каде одат. Јер вака 30 партии не може. Не може и колку год да игра една опозициона и една позициона група една против другите. Албанците не можат веќе да се повикуваат на синтагмата дека се обесправени. Тука си, државата ти е тука, се ти е тука, имаш представници во законот, во власта имаш представници секаде, бори се. Толку. Како гледаш на оној наплив на антиамериканизам и антитрампизам особено, што се појави кај оние, тоа е факт, стратези и аналитичари на СДСМ, во наводници аналитичари. Или од аналитичари и стратези и од експерти више пуна капа у Македонија. Треба да се прска годинава. Сите се, ја идам секој ден, седам со луѓе, се мешам со луѓе, експерт до експерт. Значи, више од аналитичари, експерти, ветро ми од мене. После трета чашка да не правиме мува, така. Али аналитичари, експерт, што значи? Аналитичари, експерт значи да убаво да поставиш сликата, да ги пронајдеш слабостите и да, ако веќе си експерт, да ги изнудиш и да понудиш решенија. Све е тоа, бла, 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 додека некој тамо го крои светот. Одиме кон сериозно инсталирање на еден нов светски поредок. Novus ordi seclorum. Дали фативме конечно чекор со прв пат можеби во историјата, еден здрав чекор со она што се случува со тој нов светски поредок? Зборувам за блискоста со оваа американска администрација која што прави тоа што го прави, промени кои што, да не се лажеме, многумина вика нема шанси вако нешто да се случи, но еве, еден месец од инаугурацијата поминува месец и нешто, многу работи се случи, а те ќе се случуваат. Фативме ли чекор со оваа влада за промена? Да не бидам несериозен. Ние имаме сериозен, ние имаме многу озбилна опасност пред нас. Што ако антагонизмот во политиката, генерално во светот на политиката, помеѓу Европа и Америка дојде до една сериозна антагонистичка позиција во која што еден спроти друг треба да се и одмерат и силите, и знаењето, и политиката. Мислиш дека ќе дојде до така? Каде сме? Never say never. Никад не реци никад. Македонија е во моментов на една раскрсница. Македонија е во моментот среде едно поточе со една нога на една страна, со друга на друга страна. Со американците или со европјаните. Додека американците тебе, ти се стратешки партнер, ти цело време стремиш кон Европа. Природно припаѓаш во Европа и навредливо е што не сме таму каде што треба да бидеме, токму значи, заради дојдеме во ситуација многу скоро, во која можеме многу лесно да биде, ја знаеш една народната, од стап на страп, третиот. Многу подобро екзистираа нашите блиски соседи, зборувам и за Србија и за Албанија во однос на таа иста Европска унија, со тоа што кога одеа на средби, за разлика од Заев и Ковачевски кои што правеа хи-хи ха-ха, па бугарскиот премиер, па ха-ха, Рама и Вучич, например, така им одбрусува на европјаните, си држеа за собственото,
и беа одлични и отидоа таму каде што отидоа, за разлика од нас кои што благодарение на вакви фацки со сервилност, мислам дека ништо не можеме да изгубиме, дека можеме само да добиеме. Тоа е мој став. Ова што се случува сега. Во секој случај немаме избор. Сами сме слаби, Така. сами сме дури и беззначајни. Значи, за една работа ќе мора да се држиме, а тоа е легитимноста на нашите ставови дека да, Америка е наш стратешки партнер, меѓутоа не е природно, припаѓаме кон Европа и европското семејство и како тло и како една поширока географска. И за тоа е целина. време малку и да престанат и тие да не искат и да не третираат како 13-то прав. И мислам дека се што треба во овој момент да правиме е како она фраза од оној виц, само да не таласаме. Ништо друго. Така. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам, чест ми беше. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.